Осудителна пресуда бара обвинителството против тројцата полициски службеници од Кочани, обвинети дека во 2023 по акција во дискотеката Пулс повеле прекршочни постапки против неактивно правно лице. Во завршните зборови обвинителката Спасенка Андонова рече дека судот има доволно докази да утврди вина кај Кире Богатинов, Горан Лазаров и Александар Темелков. На почетокот изврши допрецизирање на обвинението, дека со внесување на неточни податоци во записниците откако фатиле малолетни во Пулс и повеле прекршочни постапки, прибавиле некаква имотна корист за правното лице. Воопшто не ги извршиле службените должности во насока на обезбедување на соодветна документација за правниот субјект кој што стопанисува со објектот, ниту пак го побарале или извршиле соодветно легитимирање на одговорното лице на правниот субјект кој што стопанисува, на правното лице кој што стопанисува со тој субјект. Неколку месеци уште наназад, пред да бидат тие акцијски контроли, тие го располагале со податокот дека со тој објект, Клуб Пулс, стопанисува друг правен субјект, а не оној кон кој што била поведена прекршочната постапка. Одбраната пак очекува ослободителна пресуда. Смета дека обвинението се темели на погрешно разбирање на службените обврски на полициските службеници, но и дека не е докажано од тие прибавена имотна корист. Утврдиле идентитет, побарале соодветен документ, согласно тоа составиле записник и повеле соодветна прекршна постапка, чиј исход пред Основен суд Кочани, овој суд го прибави и знае во која фаза е, и така што сметаме дека обвинетите не сториле ништо надвор од законот, туку постапиле онака согласно како што требало да работат како професионални службени лица. При спроведувањето на акцијската контрола, полициските службеници немаат обврска да барат лиценца за работа. Лиценцата за работа ја издава Министерство за економија и ја контролира ДПИ. МВР не контролира лиценца за работа на ugostителски објект. И тоа нешто се докажа од сведоците, а во анекс планот по кој постапуваат полициските службеници е наведено решение за работа. Судејката Лидија Петрова, која го суди овој предмет, пресудата ќе изрече на 5 мај во вторник, со што ова ќе биде прв предмет кој ќе добие првостепена пресуда, а е поврзан со работата на дискотеката Пулс, каде во пожар лани загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени.